Пред градоначалникот Шехтански делчевските советници расправаа како се трошеле парите на граѓаните во 2016-та. Од планираните 259 милиони денари, Делчево лани потрошило 218 милиони, односно процентот на реализација е 84. Основниот буџет од планираните 85 милиони е реализиран со 75%. Даночните приходи на општината се со највисок процент на реализација од 98%, а во расходите најредовно се платени платите, и тоа во износ од 21 милион денари или 30% од расходите се за плати. Капиталните расходи се реализирани во износ од 18 милиони 615 илјади денари, односно 55%. На контото пак 482 други градежни објекти од планираните 32 милиони 757 илјади денари, во кои влегуваат изградби и реконструкција на улици и патишта, изградби и реконструкција на капацитети за водоснабдување, проекти за улици и патишта, реализирани се 17 милиони и 986 илјади денари или 55%. Советниците од опозицијата повторно не се задоволни од она што го гледаа во завршната сметка. Според нив општината лошо планира, а буџетот не е развоен. Советниците од мнозинството не се вклучија во дебатата за парите. Значи буџет во кој што најголем дел од расходите се однесуваат на плати на администрацијата не е и не може да биде развоен буџет. Ако буџетот е развоен, значи зошто тогаш се планирани и реализирани повеќе пари за плати на администрацијата, а многу помалку за капитални инвестиции. Добро имате испланирано колку пари ќе соберете од џепот на граѓаните. Сте планиране 32 милиони и 800, а замислите, не сте успеале да соберете само 482.000, односно 32 милиони и 362.000 денари ги имате соберени. Исто така имате перфектен план колку пари му се потребни на плата на градоначалникот и шоферот. И овде бројките ви се 100% погодени. Општината не создава услови за развој ниту за инвестиции, рече советникот Ристов од ВМРО Народна партија, кој не е задоволен ниту од работата на советот изминативе 4 години. Што направиме како општина? Ја треба да кажам. Ние држиме градоначалниците се тука понашаат како не знам како това да е нивна собственост, а не како да е това на градот. Ја не гледам некој начин некој да направи некаков план за да може да привлечеме дали странски инвестиции, дали домашни фирми, дали наши свечо за пространство да инвестира, за да може да створиме услови со кои општината ќе земеме од нив пари и со исто време ќе можеме да ги раководиме. Инаку, општина Делчево должи 58 милиони денари без камати, од нив 35 милиони се обврски по основ на главен долг по судски решенија. Овие поразителни бројки за финансиската кондиција на Делчево споредбено значат дека 3 години општинската администрација треба да работи без пари за да се врати основниот долг, или долгот е 1/4 од вкупната вредност на имотот на општината. Имотот на општина Делчево тежи 384 милиони денари, а од него 49% од вредноста отпаѓа на браната Лошана.